Власта крои стратегија без вклучување на синдикатите за тоа дали децата ќе се вратат во школските клупи во септември, обвинуваат од СОНК. Првиот синдикалец рече дека образованието мора да биде врвен приоритет за сите. Остануваат на ставот дека децата мора да добијат квалитетно образование без разлика на пандемијата. Јас не би навлегувал и не би давал предлози како да се работи. Веројатно Министерството за образование од информациите што ги имам и преку медиумите, за жал ние не сме вклучени во таа работа. Мислам дека некаква комбинација ќе се направи што сепак мислам дека нема да ги даде очекуваните резултати. Синдикалците бараат да се ослободат сите од стегите на секоја власт. Целиот диалог во оваа држава замре, значи се одржува само со подобни или неподобни синдикати, невладините организации го заземаа местото на легитимните синдикални организации, така да бараме економско-социјалниот диалог. Од Министерството за образование вела дека се уште било рано и не можело да се предвиди однапред состојбата со вирусот. Правеле стратегија за електронско учење. Како опција остануваат воведување повеќе смени, помалку деца во училница и слично. Процесот за новата учебна година ќе биде особено тежок за првачињата, потоа за децата кои ќе бидат шесто одделени и за средношколците од прва година кои за прв пат ќе се сретнат со нови наставници. Во меѓувреме ниту МОН ниту Бирото за образование немаат стратегија за следната учебна година. Вела дека сега изработувале документ за развој на систем за далечинско учење. Инаку родителите неколку месеци критикуваат дека децата по тешкиот наставен материјал тешко можеле да го совладаат директно од наставниците. Голем дел на ученици од руралните средини немаа ни компјутера, камоли интернет, се со цел да следат онлайн настава.